Почитувам, премиер, демонстрирате класичен мазохизам и на цела јавност покажавте дека сте уценет. И со тоа се потврдува нашата теза дека сте недостојни за вршење на должноста. Од и покрај неспособност, кај вас има и неодговорност и префрлање на одговорност. Тоа е со еден збор се нарекува здисаност. Има ли некој функционер во демократска земја кој навредува вработени, а после тоа не понесува никаква одговорност? Одговорот е нема. Освен Талат Џафери. И вие тоа го одобрувате, односно не го осудувате и пробувате да релативизирате. Ја префрлате топката на друга страна, автентично скажувате на снимките, не сте знаеле дали биле автентични, односно не се гледало кој зборува. Ви кажа човекот, имате лична потврда од него, еве го позади мене. Тој зборил, тој пцуел. Треба да се одважите и да го осудите овој настани на овој немилчин. И вие ли така ги пцувате вашите вработени во владата, премиере? Ги пцуете ли вашите вработени во владата? Срамен е ваквиот однос да давате подршка на нецивилизиран и примитивен однос. Тоа ли се тие европски вредности кон кои се стремите? И тоа ли се тие прогресивни сили со кои што ќе не носите во Европа? Доколку требало да се санкционира работата на службите, Талат Џафери имал можност да искористи советувања, укажувања, дисциплински постапки да поведе, а не да ги пцуе. Треба ли некој да ве подсети дека споменатите и вие и тој извршувате најодговорни државни функции и дека токму тие функции го обезвреднувате и ги понижувате, понижувајќи целата нација? Толку сте бескрупулозни што в пресконференција пуштивте пратеничка која што се препелкаше, не знаеше како да го одбрани Талат Џафери. Таков ли лидер сте вие? Така ли ќе не водите вие напред? Ова е жално, доколку не го повикате Панчо Минов да свика седница, а Џафери да понесе одговорност за ваквото однесување, ќе дадете до знаење на сите пратеници дека етичкиот кодекс е мртов и дека тој за нас повеќе не важи. Благодарам.